Дали амнестијата за 4 хашки случаи по одлуката на Уставен може да се смета за помирување? Независно од тоа што Уставниот суд донесе ваква одлука, сепак мислам дека овој процес ќе потрае уште одредено време, процесот на помирување, на внатрешно помирување. Ако е логично дека прекинување на војниот конфликт е основа на почетокот на процесот на помирување, тоа е јасно дека амнестијата е важен елемент во тоа помирување. Дали за вистинско и целосно помирување треба да помине време или конкретни политички чекори? Треба сите заедно, сите и политичките партии, интелектуалците, експертите, невладиниот сектор, медиумите, сите заедно треба да работиме на забрзување на процесот на помирување во Република Македонија. Мислам дека треба и едното и другото. Ниту едното само за себе не е доволно. Сепак сметам дека основниот катализатор на тој процес на помирување се конкретните политички чекори, односно што ние би ги нарекли визионерски политички чекори кои што ќе го забрзат тој процес. Како го коментирате фактот дека само еден човек е одговорен за воени злосторства во 2001 година, Јохан Тарчуловски за акцијата во Љуботен? Преку Јохан Тарчуловски во суштина се донесена одлука против Република Македонија. Дека таа е виновна за конфликтот, а не тие што го почнаа конфликтот, не оние што пукаа во срцето на Република Македонија. Видете, договорот и законот за амнестија јасно прецизиран дека ги опфаќа сите учесници во конфликтот, освен тие што вршеле злосторства врз цивилија. Тоа се докажува на судски процес без основа на факти. Сметам дека Хашкиот суд не носи политички одлуки, туку носи одлуки врз основа на постоечки докази, а доказите биле тие во моментот. Дали сметате дека Уставниот суд одлучи согласно општествените текови наместо според правото? Мислам дека тука пред се работи за политички став, за политичка одлука на сите нива, а многу помалку е почитување на меѓународните договори, конвенции, уште помалку пак почитување на Уставот на Република Македонија. Уставниот суд може да процени дали е согласно Уставот или не, и мислам дека целото ова прашање воопшто не е прашање на уставност, така да и најмладиот правник од почеток знаеше дека оваа иницијатива нема основа. Дали се дозволи во јавноста да се наметне тезата дека за хашките предмети е виновен албанскиот народ, наместо како што предвидува правото да одговараат поединци? Никогаш не се судило на некој народ. Никаде во историјата досега, секогаш одговорноста била индивидуална. Че секој треба да биде подготвен да сноси одредени последици доколку ги крши меѓународни конвенции. Албанците всушност не поддржуваат евентуални злосторници, туку бараат да се почитува тоа што е договорено, дека само Хашкиот трибунал има право да поднесе, да покрене обвинение за воено злосторство, а тоа Хашкиот трибунал не го направи, бидејќи нема докази. Ако ситуацијата остане ваква, кој и како ќе ја надомести штетата на семејствата, затоа што е факт дека имало кривични дела и измачувани жртви? Државата. Мислам дека никогаш никој не може да надомести штетата, загубата на човечки жртви. Никогаш. Ако зборуваме за некаква друг вид на штета, тоа треба да го направи државата. Ние како партија од почеток, меѓутоа и сега изразуваме жалење за тоа што им се случило на тие семејства. Меѓутоа не сметам дека оние ќе ја добијат моралната сатисфакција доколку се обвинуваат или пак се осудуваат луѓе кои што немаат поврзано со тие настави. И додека во однос на материјалната сатисфакција ние токму тоа го бараме, да се донесе закон кој што ќе ги вклучи сите оштетени од конфликтот од 2001 за да се надомести тоа што може барем материјалната штета од тој конфликт за кој што беше постигнат договор помеѓу двете страни за да може да одиме понатаму во процесот на помирување, тоа значи закон кој што ќе ги опфаќа двете страни од конфликтот.